Почитува министер за одбрана, господин Владо Мисајловски, почитувани поранешни началници на генералштабот, почитувани генерали, почитувани пензионирани генерали, почитувани градоначалници од зоната на одговорност, почитувани представници на воено-дипломатскиот кор, почитувани представници на медиумите, почитувани цивилни лица, војници, подофицери и офицери, припадници на командата за операции. Со особена чест и задоволство ви се обраќам денес на денот на кој во далечната 1878 година нашите храбри предци востанаа за слобода и го подигнаа славното македонско кресенско востание. И токму овој ден, 17 октомври, стана ваш празник, а вие, припадниците на командата за операции, верни наследници на аманетите оставени од востаниците на штабот на македонското востание. Почитувани присутни, командата за операции, како највисока команда на оперативно рамниште, представува столб на нашата армија. Незината примарна мисија е непрекинато да ги подготвува конвенционалните копнени и воздухопловни сили за одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независноста на татковината. Оваа команда е предводник на модернизацијата, опремувањето и исполнувањето на обврските произлезени од членството во НАТО, одредени преку целите на способности, а дефинирани преку националните стратешки документи. Во рамки на стратешките обврски на армијата, во изминатите 4 години, командата за операции успешно се справува со исклучително сложена и одговорна задача, а тоа е да ја развие, подготви, организира, обучи и извежба лесната пешадиска баталјонска група. Имајќи ја во предвид секундарната мисија на командата за операции, која подразбира подготовка на високо обучени и опремени сили за подршка на мирот и превенција на конфликти предводени од НАТО, Обединетите нации и Европската унија, вие, припадниците на командата за операции, во континуитет ги организирате и подготвувате единиците на армијата кои се упатуваат на меѓународни мисии во Косово, Босна и Херцеговина, Бугарија, Романија и Летонија. Вашата професионалност и стручност се пресликани во успесите на задачите кои што нашите припадници денонотно ги извршуваат, при тоа допринесувајќи во зачувувањето на регионалната и глобалната безбедност. Подготвеноста на вашите починети единици се должи на тоа што непрекинато ги обучувате и извежбувате. Вие се грижите постојано да ги држите единиците во состојба на највисока психофизичка, морална и ситуациона подготвеност, преку учество на голем број вежби и обуки во земјата и странство. Висок степен на организација и планирање. Високиот степен на организација и планирање. Несомнено го потврдивте со учеството на вежбата Immediate Response 25, каде што заедно со нашите сојузници и партнери демонстриравте синхронизирани дејства на копно, воздух и во сајбер просторот. Вашиот допринос беше пресуден да со успех се заврши и вежбата Cyber Junction 25, која се реализираше на полигонот Хохенфас во Сојузна Република Германија. Таму, нашите сили демонстрираа високо ниво на тактичка, техничка и логистичка подготвеност, а воедно ја тестираа способноста за самостојно и себеодржливо дејствување во сложени оперативни средини. Не се сомневам дека високи резултати ќе покажете и на вежбата Блесок 26 следната година. Вежба која ќе послужи како платформа за реализација на НАТО оценувањето на борбената готовност на лесната пешадиска баталјонска група. На Блесокот во април треба да ја потврдиме пред сојузниците нашата подготвеност за исполнувањето на целите на способност, каде што лесната пешадиска борбена група представува наша најголема квантитативна цел. Во оваа прилика сакам да нагласам дека на оваа вежба не треба да се гледа само како на исполнување на уште една обврска, туку како на доказ за постојаниот развој на армијата и нејзиниот постојан стремеж кон подобри способности и капацитети, кои пред се и служат на татковината, а потоа и на сојузниците во колективниот систем за одвраќање и одбрана на алијансата.
Почитувани присутни, новата геополитичка реалност, како и војната во Украина, не подсетуваат дека слободата не е бесплатна, а демократските принципи и вредности на Европа, доколку не се бранат, може да се изгубат. Поради тоа, ние се обединивме со нашите сојузници. Ја препознавме потребата од подобрување и унапредување на одбранбените капацитети и дополнителен развој на нашите борбени способности. Како одговор на современите закани, Командата за операции и армијата во целост го започна процесот на прилагодување кон новата безбедносна архитектура. Таа подразбира јасен план за прифаќање на нови технологии, план за опремување и постојано обучување, со цел одржување на највисок степен на борбена готовност. Во изминатиот период, Командата за операции беше во фокусот на опремувањето и модернизацијата. До овој момент, над 95% од сите набавени лесни оклопни возила GLTV се пристигнати и ставени во употреба во Командата за операции. Истиот тој процес ќе следи и со лесните оклопни возила Страйкер, со што лесната пешадиска баталионска група ќе биде целосно опремена со борбени возила кои ќе обезбедат мобилност, заштита и огнена подршка на единицата. Минатата недела ја ставивме во употреба и артилериската батерија опремена со хаубици 105 мм боран, која ќе ја даде потребната огнена подршка со продолжен домет и заедно со обезбедените инженериски и АБХО капацитети ќе го заокружиме развојот на борбената подршка на единицата. Понатаму следуваат набавките на опрема за системи за наблюдување, извидување, детекција на персонал и беспилотни летала. Со овие набавки ќе ја заокружиме првата фаза од долгорочниот план за развој на одбранбените способности. Со истата динамика продолжуваме и понатаму. Со несмалено темпо ќе се продолжи со модернизација и опремување на Командата за операции и незините починети единици. Затоа барам од секој еден од вас максимално да се посветите на зголемување на обученоста, подготвеноста и извежбаноста на сите нивоа, при тоа имплементирајќи ги лекциите од современите војувалишта. Барам сите заедно да работиме на зголемување на борбената готовност, способностите и капацитетите за отпорност, затоа што само подготвена армија е вистинска гаранција за суверенитетот, територијалниот интегритет и мирот во државата. Барам да бидете пример за сите останати институции во државата, да влевате доверба и чувство на сигурност кај сите наши граѓани. Барам да бидете најдобрите амбасадори кога сте во странство и наша гордост. Барам да бидете достојни и доследни во исполнувањето на светата мисија, да ја чувате и негувате слободата, да ја браните Македонија. Нека ви е честит и вековит 17 октомври, денот на Командата за операции, со желби за добро здравие и успех на професионален и личен план. На сите наградени и пофалени припадници им честитам за постигнатите резултати и им посакувам успех во понатамошното извршување на функционалните задачи. Посебна честитка и благодарност упатувам до сите пензионирани колеги. Ви благодарам за вашата служба и допринос. Ви посакувам мирни и исполнети пензионерски денови и ве повикувам уште повеќе да ја поддржувате армијата и да работите на незината афирмација. Да живее Командата за операции! Да живее армијата! Благодарам.